Денеска анализираме еден многу важен феномен од нашето живење. Дали имате внуци? Имам. Колку внуци? Па тројца. Како се викаат? Мила, Мате и Андреј. Дали е точно дека бабите и дедовците поише ги сакат внуците од своите собствени деца? Па не знам, ја не мислам така. Си ги сакам и синовите, 2 сина имам, и си ги сакам внуците. Значи подеднакво е. Да. Едно внуче. Едно машко. Колку години има? Вчера му правевме роѓендан. Колку наполни? 26. Го чувавте ли кога беше мал? Се разбира? Се заигрувавте со него? Се разбира. Најомилена игра која ви беше? Да ви кажам, само го викав кутре на дедо. Отишол дома да се жали зашо дедо ме вика кутре. Дали е точно дека како дедо имаш полабав однос кон внукот отколку кон синот кога бил дете? Па да, така е. Пофлексибилен си тогаш. Тачно. Повеќе време има. Сигурно. И нормално, да, по има се како да ви објаснам, тоа е природно во себе. Дека имаш према внукот повеќе Време, си трпение. наклонет и повеќе си наклонет. А внукот нема да го тепаш, а синот и черката може и да зи. Како реагиравте кога, да речеме, вашиот син го тепаше внукот? Ви паѓаше тешко? Па не сум видел дека го тепа. Не сум видел. Да сум видел, сигурно би реагирал. Али не сум видел. Значи, вие може да го тепате вашиот син, а вашиот син не смее да го тепа внукот. Така е. Така е. Ме фати. Дали бабите и дедовците ги разгалуваат внуците? Да, ги разгалуваат и тоа многу, за разлика од родителите. И некојаш и тоа оправдано, затоа што емоциите кај нив се поголеми спрема внуците. Зошто е тоа така? Дури некои велат, повеќе го сакам внукот отколку син ми, например. Да, навистина, тоа е честа изрека кај многу баби и дедовци, дека повеќе ги сакаат внуците, бидејќи веројатно имаат повеќе време за нив. За своите деца немале толку време и веројатно е заради тоа. Вас ви се случило, например, имате детенце мало, и сега свекрвата или свекорот или мајка ви, татка ви да се замешаат, па немој вака да му викаш, па немој онака. Да, се случувало, тогаш ние како родители реагираме. Што викаш, бркај си бе ти твоја работа? Да, реагираме на начин како остај на нас родители да бидеме, не се мешајте, вие имате друг начин, или често се разликуваат мислењата од наши во однос на баба, дедо, мајка, татко, нели, како ги воспитувале, сега и малку и друго време. Значи, те имаат мислења од некое време кое што било поранешно. Не се вклопуваат некогаш мислењата и меѓутоа сепак мора да се најде компромис во заедничко воспитување на децата. Сакате да кажете за старени модели. Да, Ова е точно вашето така. синче што е во позадината? Да. Тој повеќе сака да се дружи со тато и со мама или со баба или со дедо? Поубаво му е со баба и со дедо. Со мама и тато секогаш има ограничување некое. Секогаш сме построги во воспитувањето, а баба и дедо секогаш побуваво, да. Се сеќавате ли на вашите баба и дедо? Живи и здрави ли се? Да, се сеќавам. Дедо ми е починат, баба ми е жива. Двете баби ми се живи. Што ќе кажете за бабите и за дедовците? Па, Ве чуваа? да, не чува, израснав со нив. Све сегде ме носеа кај да идат со нив. По села, по роднини, пријатели. Многу убаво детство си поминав со нив и Господе ги поживе уште 101 година. Што игри игравте со баба и со дедо? Па, шо игри, карти, жмурка, фудбал, све. Секогаш победувавте, предпоставувам. Не, они поведува. Ти им попушташ? Да. И не ви беше никогаш досадно со нив? Не, баш интересно ми беше, баш забавно. Никој па никаква досада немав со нив. Што научивте од баба и дедо? Па научив многу работи, да си добар човек, да помагаш на луѓето. Рековте дека бабите ви се живи. Да. Дали ги посетувате ден денеска? Да, ги посетувам бабите, се исто комуницираме како што беше порано. Некој подарочи им носите? Да. Шалче, капа, ракавички, калчинки што би рекле у старо време.
Ова спанаќе? Спанаш. А попа и морнарот? Па, да бе, да. Дали се сеќавате на вашите баба и дедо? Како не се сеќавам? На дедовците не. Починати беа? Чинете бе, а на бабите? баба ми, од татко и мајка му, да, таа не чуваше, не гледаше. Изгледа вашата баба. Да, од Девар мало се живееме, тука блиско бе, така фамилијата. Од сите бевме у куп. И така си растеме. Каква беше како жена? А таа беше неписмена, а многу умна и многу бистра. Господ ја дал бистроча, значи, таа командуваше се. Со 7 деца, сите она ги командуваше, значи. Парите сите ке не. На што ве научи вашата баба, за која говорите со толку многу љубов? Значи, у куќата не смееше нешто да украдеш, да донесеш, да излажеш, да никако. Да ве прашам нешто, гледам фотографија, овие се вашите внуци? Да. Овој ми е внук, внука. Значи имате 2 внуки и 2 внуци. И правнуци имам. Да се здрави и живи сите. Богата жена. Богата сте, а? Богата со деца. Со се сум богата, ајде. У оваа зградава се ја седим. Вие се биле еднаш ке мене, ако се сеќаш кога ви дадов мармалад ли, сладко ли, у тие куќичињата. Јао, ми текнува, да, многу беше убаво. Многу. Ова од Лешок, се уште идам у Лешок, се уште работам, имам 85 години. А што работите во Лешок? Од Бавча. Двор, например, што има дворно место, јабуки, ово тоа, ти реков ми рече. Си копате на 85 години? Да, све. У оваа зградава се ја седам. Ајде да видиме зградата. Еве ја. Ете ја. Значи сега имате нов стан. Нов стан. Честитки, колку квадрати? Мислим дека е 50 квадрата. За двајца сосема доволно. Да. Одлично. Кратко и јасно. Преку лето го споѓава и низиниот сопруг се во Лешок, зиме во Скопје. Наша тема се внуците. Како се согласувате со внуците? Многу убаво. Им купуваме по нешто, подаруваме, они задоволни и они ми подаруваат. Вчера ми беше една сна, дека се у нов стан јас сум уселена, например, Снаа за внук. за внук. И што ви донесува за подарок? И ми донесе ова ноги да ставиш у тоа топло да ги стоплиш ногите и те месира. Снајките и внуците со подароци, ама баба и дедо не остануваат должни. Од Лешок им носат еколошки производи. Од чаргарепа до пиперки, до патиџани, до краставици, им барам краставици од тие малечките, Аха, корнишони. конишоните. Тие ги садам повише и на сите им давам. Дали е точно дека понекогаш внуците се сакаат повеќе дури од собствените деца? Па не би рекла дека мислим дека исто. Возите велосипед, може да го видиме велосипедот, Водам, а ладно е, солзи ви течат. солзи, знаеш зашто ми течат? За Македонија. Не. За очите, јас носам очила иначе. Ама бидејќи маската која ќе ја ставам вака, Се замаглуваат ќе очилата. замаглуваат очилата и морам да се откажам од нешто. Имате внуци? 2 Колку се големи? арслани. Едниот 25, едниот 19. Прво живеевме во стан, на аеродром имавме стан многу голем, ама се створија 2 фамилии, значи и синот се ожени, се родија внучиња. Го продадовме станот, купивме тука во Ѓорче една куќичка со 2 плета, да не се среќаваат свекрвата и снаата. Мудро, мудро. 2 жени во иста кујна тешко вереа. 2 жени низ иста врата никако. Но како и да е, значи вие му помогнавте на синот и на снаата, ги изчувавте внуците. Ги чував. Секој ден беа кај вас? Секогаш кога има они потреба, кога не работеа, они си ги чуваат. Сабота, недела, празници. Другите денови вие? Другите денови ние. Ги носев покрај Вардар, ги носев покрај тука. Ловевте риби? Фрлавме каменчиња во реката. Дали е точно дека бабите и дедовците повеќе ги галат собствените внучиња отколку што ги галеле на времето собствените деца? Точно е тоа. Дали некош ги имате удрено внуците? Не се сеќавам, мислам дека не. Дали некош сте ги потегнале зувца? Мислам дека не. Дали вашиот син некош сте му удриле шамарче? Сигурно да.
Тоа е неправедно. Па праведно, неправедно, тоа е закон на природата, бе господине. Своето дете кога го воспитуваш се плашиш дали ќе оди право или ќе фати стран путица, што вика црбите. А кај внучињата поиќе болежливи сме. И повозрасни сме. И повозрасни, Емоциите поише ни работат. поиќе работат, сето тоа. Сме веќе мангупи на 30 години. Точно така. А и малку подетинуваме. Малку поиќе. Има тука уште многу елементи на таа сеопшта дедовска и баба радост. Внуците без поговор ни веруваат, за разлика од нивните родители, кои се во фаза на сезнајковци. Внуците ни ги слушаат приказните, шетаат со нас, бараат помош и даваат љубов без никаква математика. Како кулминација на се, внуците се продолжување на лозата, што само по себе е фантастично чувство. Епа, големи и мали деца, ви посакуваме уште многу години заедничка дружба.